посебна чест и задоволство ми е денеска тука да бидеме со вас. Традиционално, како и минатите години, Алкалоид АД, тоа е фондацијата Трајчо Мукаетов, чиј основач Алкалоид АД, повторно доделува нови стипендии за најдобрите студенти на фармацевскиот и на медицинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. Оваа година, врзано со критериумите кои ги има фондацијата, ќе доделиме 35 нови стипендии, затоа што критериумите и условите ги исполнија 15 студенти од фармацевскиот факултет и 20 студенти од медицинскиот факултет. Со ова, значи, бројот на стипендии кои компанијата, тоест кои фондацијата Трајчо Мукаетов досега ги има доделено се 379 студенти по фармација и медицина, вклучувајќи ги новите 35 од оваа година. Од нив 142 студенти по фармација и 108 по медицина се веќе дипломирани, што значи имаме 250 наши стипендисти кои веќе дипломирале, а од нив 40 веќе работат во компанијата Алкалоид. За почеток толку, надвор од тој дел, секако ние ќе им честитаме на првенците на генерација на фармацевскиот и на медицинскиот факултет. Тие ќе добијат еднократна награда од 1200 евра во денеска противредност за она што го постигнале, затоа што тие се секако гордост на факултетите, гордост и на фондацијата Трајчо Мукаетов. Еден од нашите стипендисти е исто тука и првенец на генерација. Така да, од тој аспект, секоја чест и само напред да им пожелиме многу успех понатаму во професионалната кариера. За почеток од мене толку, може би еве прво ректорот неколку збора да каже, па деканите на факултет. Благодарам. Ми представува огромна чест и задоволство што сум денеска дел од овој свечен настан, тоест доделувањето на стипендиите на младите талентирани студенти од фондацијата Трајчо Мукаетов. Од позиција на ректор и доскорошен декан на медицинскиот факултет во Скопје, од позиција на актуелен професор на медицинскиот факултет во Скопје, можам да констатирам дека соработката помеѓу медицинскиот факултет Скопје, односно Универзитетот Свети Кирил и Методи и ова, да речем, фармацевска куќа Алкалоид, со години наназад интензивно соработува. Тоа секако дека се гледа и со многобројните финансиски поддршки за разни конгреси, симпозиуми, работилници, помагање на разни научни проекти, студиски програми, клинички проекти и така натаму, така што од тој аспект на вистина треба да сме многу задоволни во поглед на соработката со АД Алкалоид Скопје. Од 2007 година, од како се формира оваа фондација и како почна да функционира, од како се воведе програмата за финансирање на овие млади таленти, можам да кажам дека нашата соработка како универзитет со фармацевската куќа Алкалоид доби една нова димензија, која што секако дека ќе биде понатаму пропратена со разни модалитети на соработка и секако дека ние ќе го унапредиме овој развој во односите и соработката помеѓу нас. Во оваа пригода би сакал да искажам и голема почит према доајенот на фармацевската индустрија, господинот Трајчо Мукаетов, кој што имаше чувство и визија за значењето на младите таленти во медицинската област и нивното значење за здравствениот систем и за општествениот развој во нашата земја. Истовремено сакам да искажам и голема благодарност према директорот господин Живко Мукаетов, кој што ја овозможи оваа мисија да трае еве веќе со години и навистина еве од мое лично име и од име на универзитетот, значи искажувам голема благодарност према него за реализирањето на овој навистина хуман проект. Секако дека надградувањето на стручноста на младите кадри и наградувањето представува еден голем стимулус за подобар квалитет на младите кадри, кои што секако допринесуваат за еден подобар здравствен систем
на граѓаните во Република Македонија и за подобрување на здравјето и благодетот на нашите граѓани. Ви благодарам. Благодарам, ректоре. Ректорот многу го кажа, професор Јангуловски, така да се надоврзувам на се она што професорот Јангуловски го има кажано во однос на бенефитите кои што студентите по фармација и студентите по медицина ги имаат и за секако соработката и бенефитите кои што и ние како представници на единиците на Кирил и Методи на универзитетот ги имаме во соработката со Фондацијата Трајчо Мукетов. Од името на фармацевскиот факултет и од моје лично име се заблагодарувам секако до фондацијата и до председателот, до господин Живко Мукетов, за ова навистина неверојатно корисна активност која што овозможува да студентите по фармација секоја година се стекнуваат со право на користење на оваа навистина престижна стипендија. Ова е значајно за студентите, представува поттик. На тој начин ние секако имаме и соработка во смисла на градење на се повеќе и повеќе потребни кадри кои што треба да се најдат на пазарот на трудот. Оваа година, значи, од фармацевскиот факултет 15 кандидати исполнија услови на конкурс, така да со задоволство ги предложивме и управниот одбор на седмицата која што е заврши пред известно време, неколку минути, ја усвои таа листа, така да таа листа ќе биде доставена до јавните медии и ќе имате информација точно кои кандидати се влезени како стипендисти за оваа учебна година. Најпрво јас да се заблагодарам до основачот на Фондацијата Трајчо Мукетов, Алкалоид АД Скопје, што веќе 10 години поред ги поддржува талентираните студенти по медицина и одвојува по 20 стипендии, доделува практично 20 стипендии. Комисијата за распределба на стипендиите од Медицинскиот факултет селекцијата ја направи согласно правилникот на фондацијата и условите од јавниот конкурс. Во предвид беше земен просечниот успех на студентите и нивната материјална состојба, така што беа селектирани 10 студенти од трета и 10 студенти од четврта година. Убедена сум дека стипендиите се во вистинските раце и дека тие ќе представуваат дополнителен мотив за овие студенти да постигнуваат уште поголеми успеси, а особено што дел од нив ќе имаат можност својата професионална кариера да ја започнат токму во Алкалоид. Благодарам. Еднократна парична награда ќе добијат Никола Јовановиќ од Фармацевскиот факултет со просек 9,93 и Марко Костовски од Медицинскиот факултет со просек 9,97. Исто така сакам да кажам дека добитниците на стипендиите ќе бидат објавени во сите дневни гласила во среда, заутре на 2 ноември, така да ќе може да тука ги да кажеме, дојдете во допир со конкретните имиња кои се сите добитници на стипендиите на Фондацијата Трајчо Мукетов. А сега би можеле да подпишеме и формално со добитниците на стипендиите првенците на генерација. Добро, уште еднаш да се заблагодариме на вниманието, на интересот, што го, да кажеме, посветувате и на компанијата Алкалоид и на Фондацијата Трајчо Мукетов, така да доколку имате некои прашања, стоиме да одговориме, тука сме.